2014 година, барем овој прв дел до јуни месец е навистина многу богат што се однесува до подготовките на представи и на репризи на представите. Така да прво на 19 февруари ќе имаме реприза на многу популарната детска представа Двете мали самовили. Тоа ќе биде за сите училишта во градот Тетово. А на 21 март, поради огромен интерес на граѓаните од Тетово, ќе даваме реприза на представата Љубовникот во голем стил од Реј Куни, чија што премиера имавме на 16 ноември и сега со оглед на тоа дека се надеваме дека 21 март е денот на пролете, дека ќе отвориме таа театарска сезона со реприза на оваа представа. Инаку за 26 април се подготвува нова премиера на нова представа, еден текст многу интересен од еден млад автор кој се вика Момчило Момчиловиќ. Представата текстот се вика Смртта на еден човек на Балканот. Отприлика така би ишло превод и многу интересна црна комедија, прв пат такво нешто правиме. За драмско студио мислам дека најважно е што ќе се случува на 15 мај, бидејќи добивме на 19 јануар официјална покана од Македонското дружение во Белград, Македониум. Ова е прилика и да се заблагодарам на нашата сограѓанка Елисавета Стојановска Ивановиќ, која се даде се од себе да ние гостуваме во Белград на деновите на македонската култура. Навистина тоа е една голема манифестација и навистина ќе се обидеме најдобро да ја презентираме и културата на Тетово и воедно и на Македонија, бидејќи тоа е навистина манифестација од огромен интерес и е поддржана и од Република Македонија и Република Србија. И представата ќе се игра во Народно позориште, еден најрепрезентативен објект во Белград, најстариот театар во Белград, формиран 1868 година и навистина е голема чест и задоволство да се игра на таа сцена, посебно што сцената се вика Раша Флаовиќ. И за крај да кажам дека во мај месец има премиера на уште една представа. Тоа е текст на нашиот сограѓанин Јован Дамјановски, се вика Биолошки динамит, е една многу интересна тема. Се работи за општо за наркоманијата во нашата држава, која зема се поголем замав и ја спушти границата на луѓе што користат дрога.